Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Нов ден. И овој пат ве уверувам дека ќе ви понудиме доста интересни содржини и гости кои што ќе го задржат вашето внимание, а верувам дека за нив досега малку сте слушнали или сте запознаени со нивната работа. Секогаш велиме добро е да се биде физички активен, да се спортува. Велиме дека спортувањето и практикувањето на било кој спорт може да има навистина позитивни ефекти кај луѓето, особено кај оние најмалите. Денес во нашиот мотиватор разговараме со некој кој работи непосредно токму со најмладите и тоа како фудбалски тренер. Почитувани, во претходните изданија на емисијата Нов ден често говоревме за тоа колкава е потребата нашите најмали да практикуваат некаква физичка активност. Особено се тука важни за нивниот психофизички развој оние спортови кои што може да ги практикуваат надвор на отворено небо. Нешто повеќе околу оваа тематика и конкретно повеќе за фудбалот ќе ни каже тренерот во ФК Охрид, топ тим, тоа е Наум Јанкуловски. Наум, нашите деца се повеќе време поминуваат пред компјутерите, дома затворени, а некако забораваат на овие активности кои што може да ги играат надвор. Ете конкретно за фудбалот, ти си тренер во една фудбалска школа. Колкава е заинтересираноста кај најмалите да играат некој спорт или да го играат конкретно фудбалот? Со развојот на технологијата, младите деца имаат проблем, односно повеќе време поминуваат пред компјутери и во домашен амбиент, а помалку време на отворено, каде што може да спортуваат. Потребата наложи да се отворат неколку фудбалски школи во Охрид, меѓу која и таа јас која што сум тренер, фудбалски клуб Охрид топ тим. Заинтересираноста на дечињата е одлична. Податокот дека во Охридско-Струшкиот регион се надпреваруваат дечиња на возраст од 6 до 12 години во бројка од 600 деца, кажува дека заинтересираноста е одлична и се надеваме дека тој нагорен тренд ќе продолжи и понатаму. Така. Добро, често говориме во нашата емисија, конкретно во овој сегмент, дека е многу важно децата да практикуваат вакви спортови, особено фудбалот кој што им нуди можеби растегнување и третирање на голем број на мускули во нивното тело, и од тука многу се важни оние тренинзи кои што често ги имате. Како изгледа еден тренинг на дечињата кои што ти ги тренираш? Еден тренинг пред се ни започви со вежби за обликување и употреба на стречинг вежби, односно вежби за истегнување на мускулите. Потоа преминуваме на изведување на специфично техничко-тактички вежби кои што се потребни, кои што се употребуваат за подобро играње на фудбалот, и на крајот го имаме тој еден завршен дел. Во тој завршен дел претежно доаѓаат лабавење на организмот, односно снижување на интензитетот на работа, и индиректно се применуваат исто така вежби за истегнување и лабавење на организмот. Така, ова може би звучи сложено, меѓутоа ете вие сигурно си имате и некоја екипа која што го спроведува сето ова. Значи имате повеќе луѓе кои што се грижат за дечињата? Да, имаме, ангажирани сме двајца тренери кои ги работиме према возрастна категорија, секој тренер си има своја категорија на деца. Не е толку голем проблем да се реализират еден тренинг со тие помали категории. Целта е пред се децата да се забавуваат на тренинг и таа забава да е прикажана преку играњето на фудбал. Така. Се разбира, дечињата знаат и да бидат многу компетитивни кога станува збор за спортовите. Фудбалот е една баш од тие таквите игри. Практикувате ли надпревари освен овие тренинзи? Каде се надпреваруваат дечињата? Значи, пред една недела заврши детската фудбалска лига. Од таа детска фудбалска лига се вклучени околу 11 фудбалски школи од целиот регион, Охрид, Струга, Дебар и Кичево. Се надпреварувавме секоја недела, 3 месеци. По завршувањето на тие надпревари имавме завршен турнир тука на овај стадион, каде што победникот во секоја една генерација се надпреваруваше на финални турнири во Скопје за шампион на Македонија. Значи, покрај тренирањето, основна задача
во играњето фудбал, спортувањето фудбал е да се имаат надпревари, кои што ќе имаат едно надпреварувачко значење, како што би се влијаело и врз психофизичкиот развој и раст на едно детенце. Добро, колку е важно да постои континуитет и во тренинзите, меѓутоа и во надпреварите на најмладата категорија? Значи, тренинг без надпревар не може и обратно. Надпревар без тренинг не може. Значи, доколку се спроведат соодветен број на тренинзи, напредокот во еден фудбалски надпревар ќе биде евидентен. Фудбалските школи, односно фудбалската школа јас која што ја представувам, ќе тренира 2 пати неделно плюс еден надпревар. За таа возрастна категорија е сосема доволно како би се развиле децата во еден прав фудбалер. Почитувани, денес ви представуваме едно од делата на познатиот македонски сликар Стефан Хаџиниколов. Стефан Хаџиниколов е еден од поафирмираните современи македонски сликари. Во неговите слики главен мотив представува жената како модел, при што ја представува во една надреална атмосфера со своја препознатлива апстрактна позадина. Фигурацијата на жената е изработена со една висока посветеност во хиперреалистичен стил, со посебен акцент на анатомијата на комплетното торзо. Голем број на слики од овој автор може да се најдат во галериите Букефал, како и на веб страната на галеријата. Почитувани, во овој дел ќе ви предложам да направиме една кратка пауза за реклами, а веднаш потоа се враќаме во студиото, следува рубриката Во нов ден со. Почитувани, еве не повторно назад во студиото на телевизија ТВМ. Следува разговорот со нашиот денешен гостин. Тоа е Сашо Трајановски. Сашо се занимава со резбарство, една вистинска уметност, традиционална за Охридското поднебје, но нешто повеќе за неа ќе ни каже токму тој во разговорот кој што следи. Сашо, најпрво, добре ни дојде во телевизија ТВМ. Добро ве најдов. Ми е мило што гостувам кај вас и што ме повикавте во оваа емисија. Сакам да кажам дека сум изненаден, Не очекуваш? Не очекував дека толку брзо ќе биде реализирана оваа емисија, но слава му на Бога и пред се благодарам вас што ме повикавте. Така. Како што кажав, резбарството е една уметност, една може да се каже дури и занает кој што вирее тука во посебно во Охридското подрачје и генерално во Република Македонија. Кажи ми ти, од каде се појави кај тебе пред се љубовта да се занимаваш со резбарство? Љубовта пред се, значи, ми ја вроди мојот татко. Тој е талентиран и во таа, значи, насока уметност. Пред се, значи, работеше на уметнички слики, масло на платно, а подоцна го продолжи својот, значи, труд во резбарство. Од таму поттикнат, уште од најмали години учествував тука со гледање пред се. Но подоцна во мојата 16-та година навлегов и самостално. Пробав да изрезбам нешто, прво некое цветче, па подоцна икона и така, значи ми се роди уште поголема желба за да се надградувам во таа област. Така денес ето стигнав до, му благодарам на Бога пред се и на мојот татко љубовта која ми ја даде и ми го посвети вниманието, ме упати, ми помогна, ми ги каже тие занаети, значи зафати и слични тајни во резбарството. Да. Стигнавме до своја ателје. Ателјето се вика Воскресение. Се надевам дека ќе биде тоа воскресение пред се за мене, воскресение во резбата, воскресение нормално за душата и слично. Има повеќе. Напредуваме во тоа, заедно работиме, исто како и самостално ги градам некои мотиви. Значи, имам иконостаси зад себе, имам со помош на мојот татко, нели? Самостален иконостас имам само еден, тоа е во Скопје. Повеќе имам изработувано, значи, икони, цветни мотиви, така нешто барокна резба, во тој стил.
Што беа твоите почетоци? Дали се сеќаваш можеби кое беше твоето прво дело кое што го изработи? Да, првото дело ми беше значи цвеќе со срна, значи изработено. Така. Да, тоа беше едно од првите дела. Го чував доста време. Потоа преминав на икони, значи изработував, првата ми беше Богородица со Христос. Длабока резба, значи на ореово дрво, значи се работи на ореово дрво. Така, ајде додека сме тука да објасниме нешто. Верувам дека генерално сите знаат што представува резбата, меѓутоа ајде опиши ни го накратко тој пат кој што го поминува дрвото, нели од самото место од каде што е добиено па до твоето ателје па до крајниот производ кој што накрај излегува тоа. Значи, од самиот почеток на дрвото треба да е тоа суво, потполно суво. Ако биде сурово дрвото, ќе има искривување во изработката, пукање и цепење. Значи, затоа се бара сув материјал. Денеска има машини кои, значи, помагаат во тој процес да го исушат дрвото, но не како старите резбари, значи почетоците, нели на Петрегарката. Тие по природен пат генерацијски ги сушеле своите материјали. Значи Филипови, тие, значи, нивното семејство, веќе 60 години материјалите ги чувале од генерација за генерација и таквите дела денес што се изработени од неговите раце се совршенство во резбата. Значи, почеток на таа дебарска резба и нема досега човек кој стигнал до таа пластика, до тоа, значи, на таа изработка. Во целост Петрегарката е еден од главните во тајфата, значи водител. Има изработено многу иконостаси, еден од најпознатите моментално во Свети Јован Бигорски, сочуван, во Свети Спас во Скопје. Има доста на Света Гора, во Албанија и во Грција, значи негови дела. Да, значи тие се разликуваат по нивниот стил, нели? Тој си има свој длабок стил кој не може да го долови ниеден резбар, секој си имаме свој стил, но тие почетоци кои се многу длабоки и оставаат силен впечаток за едните генерација. Затоа 18-тиот век и крајот, значи почетокот на 19-тиот се преродбенски, значи за нашата држава, за нашиот народ. Значи, Добро, која ете спомена различни стилови, која е таа разлика помеѓу онаа техника и условно кажано школа која што некогаш ја практикувале македонските резвари и она што денес се практикува? И нели и ти во твоите дела, значи дали преферираш да го користиш и да го практикуваш онај стар стил, значи класично како што некогаш изработувале старите охридски резбари, или пак мора да се зема нешто и од она што го нуди новата технологија? Да, види, пред се, значи, слободата во дебарската резба, која е именувана и охридска резба, заради што, значи, наследството, значи, како наследство, Наум Донев со неговите нормално истовременици ја наследуваат таа техника и од дебарска мијачка резба, нели, се преименува во охридска резба. Да, сите си имаме свој стил, сепак тоа е и дарба од Бога. Значи, работиме, даваме слобода во дрвото, живот, но даваме дух на дрвото на свој начин. Таа слобода на изразување во дрвото е од самиот ти. Значи, нема пластика, нема, значи, шаблон како тоа се изработува. Тоа е многу битно за дебарската резба. Значи, исто така почетоците на Петрегарката, значи, како дебарска мијачка резба, со неговиот стил, тој пример во Свети Јован Бигорски е многу доаѓа до израз неговото работење, затоа што премногу гласно се изразуваат тие животински, растителни, значи ти човечки фигури и орнаменти кои во тесен, скуснат простор ги има представено.
Значи, исто така и столбовите од иконостасот на Свети Јован Бигорски, нивната архитектура, значи градбата внатре е сосем различна од денес која можеме ние да ја направиме. Но сепак сме блиску до нив, да не речам блиску, но таков термин употребувам, се трудиме да видиме блиску, за да се усовршиме до тој степен. Значи, такво дрво не може во денес, во ова време, да се најде, затоа што се предпоставува дека дрвото нивно, значи, течувано и во реката Радика, во најлони, значи, извесен период, претходно под земја во гној, закопувано, и затоа има таква леснина, значи, не се цепи, не се одвојува, не се крши. И нема потреба буквално од токмак, го викаме тоа што чукаме, значи, да се употребува него со слободна рака, можеш да длабиш како во кашкава со еден збор. Така. Добро, можам слободно да заклучам дека можеби токму гарката ти е на некој начин идол или нешто кое тежнееш, нели, во резбарството, така. Да. Добро, ајде да им илустрираме на Охриѓани колку време е потребно, ако го исклучиме ете онај период, нели, на подготовка на самото дрво, колку време е потребно откако ќе го имаш тоа совршено парче дрво пред тебе за да ја направиш сликата и резбата која што на крај тежнеш да ја добиеш? Тоа зависи од пред се, значи, представата, дали е цветен мотив или е икона. Доколку е цветен мотив, претежно, значи, треба стандард, освен зависи, нели, од дрвото, дали е погодено или меко или све, значи, од неговата структура. Околу 1 дециметар се прави во денот. Значи, тоа е максимално што можеш да го направиш. Според големината, значи, на тие табли, зависи, или парчиња, одзема време, значи, дали 15-20 дена, според, значи, димензиите на тоа парче. Доколку е икона, значи, има поспецифични, значи, работи, затоа што иконата е образ, нели, на Бога и секогаш се трудиме да го изобразиме Бога во таква снисходливост, значи да има самата икона снисходливост, да има лик Божји, да не е, значи, само направена формалност од иконата, од парчето, него да му го дадиш тој живот, тој дух, божествен дух, за да го почувствуваат и тие што ќе се молат пред неа. Значи, иконата одзема малку повеќе време, затоа што тоа е и сама уметност. Целата резба е само уметност, но е и занает. Додека иконата, за да му давиш, за да го фатиш тој лик, нели, да го добиеш тоа што го кажав, мора да имаш пиле на уметност, значи, да. Така. Добро, ние имаме дел од твоите дела тука во нашето студио, претежно, ако не и најголемиот дел од нив, се токму икони. Зошто се, ете, може да се каже, тежнееш повеќе кон изработување на иконите? Па да, значи, сакам да изработувам икони, затоа што тоа ми ја исполнува душата. Повеќе мислам на Бога, нели, сакам луѓето да со искрено срце, да се обратат кон Бога, да живеат со Бога и за Бога, за спасението на своите души, да можат да се помолат пред тие икони, да се ги кажат тие тајна на срцата што ги имаат, нормално со разрешување од нивниот духовник, и со тоа се проповеда пред се нашата православна вера. Значи, во православната вера канонски икони се цртаните, но сепак како сувенири и не сосема отпаѓање, значи, од резбата, доаѓа до отпаѓање на резбата, но резбата не е само сувенир, него резбата е исто и икона која може, значи, се осветува со Светиот Дух, самиот Бог ја осветува и дејствува, нели, молитвата исто како и на цртаните икони. Така, добро, ни раскажа кои се твоите почетоци во резбата, во резбарството, меѓутоа кога ете почна поактивно да се занимаваш со резбарство, нели, да го ете на некој начин да го отвориш твоето ателје во кое што ни кажа дека работиш заедно со татко ти? Да. Јас, значи, во 2000 година, на 16 годишна возраст, веќе почнав да самостално да работам, но поактивно од 2005 година, па се досега ги изработувам тие дела. Како самосталец, нормално,
по потреба и за совет се обраќам кај мојот татко. Значи, исто така, за цветните мотиви се обратив како ученик кон Стефчо Гроздан, значи тој е еден од врвните мајстори во денешно време. Многу добар, има снискодливост, има љубов во него, знае да ги укаже работите, да ги пренеси на своите ученици. И како ученик се усовршувам и се усовршив кај него за изработка на тие цветни мотиви и тајните, откривање на тајните во нив. Така, покрај тоа што ги изработуваш иконите и кој што се може да се каже главна мотивација и инспирација за тебе, ти имаш и една друга поврзаност со религијата и со црквите. Ајде нешто повеќе да им кажеме на гледачите. Па да, слава му на Христа Бога пред се, затоа што ме удостои да се запишам на факултетот кој од секогаш сум го сакал, значи тоа е теолошкиот факултет. Тоа ми било уште од најрана возраст желба пред се да студирам на теологија, да му служам на Бога, нели? И се надевам дека кога ќе го завршам еден ден Бог ќе му удостои да служам како свештено лице во нашата православна македонска црква. Иконите се, значи, затоа дел од мене, значи дел од моето битие, оставам дел од моето знаење, Бог што ми го дава, нели? Ме поврзуваат со религијата, затоа што тоа ми било како мојот сон, кој полека се остварува и чекорам кон горе. Затоа, значи, резбата на иконите повеќе ме привлекува од него резбата на цветни мотиви и орнаменти. Религијата ми е пред се водител во мојот живот, значи самиот Христос ми дава сила, ми дава љубов, ми дава трпение да ги изработувам тие дела. Така, освен тоа што ги изработуваш овие икони, ти си поблизок со религијата и од еден друг аспект. Може би Охриѓани те знаат посетувајќи ја една од најубавите можеби цркви во нашиот град, Свети Јован Канео. Да, работам во Свети Јован Канео моментално, значи има 4,5 месеци некаде каде што сум таму. Претходно сум работел 5 години во Света Тројца пред Велестово, тоа е манастир. По Божја промисла така почнав. Ме вработија преку митрополија. Го одржував таму манастирот и дворското место. Подоцна работев една година во Свети Климентовиот храм на Плавошник. И сега, по Божја промисла, сум во Свети Јован Канео, една од најубавите цркви во Македонија, можам да речам. Така. Каква е врската помеѓу Сашо и манастирот Бигорски? Врската е многу голема. Пред се јас се извинувам, имам таму се исповедам, имам духовник, значи тоа е патеводител на мојот духовен живот, кој е архимандрит на Бигорската обител, тоа е отец Партени. Значи преку него јас во 2004 година прв пат почнав, значи пред 10 години, да спознавам за религијата внатре суштествено што се состои, што е религијата, ствари вера. Значи нашата вера, нејзините длабоки својства, значи верата која носи кон спасение. Значи од таму ми почна уште повеќе ми се разгори љубовта кон верата пред се и кон обработката на мојата професија или моето хоби претходно, значи резбата. Добро, твоите дела кои што ги изработуваш, пред се иконите, значи дали може граѓаните и туристите воедно да ги видат некаде по Охридските или било кои цркви низ републиката, и дали во меѓувреме имаш можеби организирано некоја изложба со твоите дела? Да, јас со изложба имам организирано со мојот татко, значи заедно со него. Самостална изложба досега немам. Моите дела, значи, ги изложувам сега моментално таму каде што работам, во Свети Јован Богослов. Пред се тоа е
добар одговор за туристите кои доаѓаат, се заинтересирани секогаш, ги сликаат, се задоволни, се восхитени за убавината на тие дела. И тоа ми е како и продажно место и моја промоција, нели, на Така. моето хоби, мојата работа. Може така да се каже. Да. Така. Сашо, јас овде ќе го завршам разговорот, да не им откриеме премногу тајни за разбарството на Охригјани. Мене ми беше задоволство што ми беше денес гостин во емисијата Нов ден и ти посакувам и понатаму бројни успеси, ти посакувам многу твои резби да се најдат во црквите низ Република Македонија, па дај Боже нека има и една твоја самостојна изложба во која што ќе можат луѓето да видат што навистина знаеш и умееш. Благодарам, ми беше чест што присуствував и што ме повикавте. Почитувани, секогаш кога одите на одмор, посакувате само мир и тишина во кој што сами ќе може да оживате. Во денешниот Урбан Сонувач ви представуваме неколку хотели низ светот кои што можат да ви го понудат токму тоа. Најлесен начин за да ве третираат како VIP гостин е или да бидете екстремно богати или да сте единствени гости во хотелот. Само вие во целиот хотел со само една единствена соба. Погледнете ги ексклузивните соби низ светот, каде помеѓу сите останати удобности ќе го добиете целосното внимание и третман од домаќините само за вас. One Room хотелот во Прага, Чешка. Овде едно ноќевање би ве чинело околу $900. Место каде ништо не ви го попречува хоризонтот на градот, па може бескрајно да уживате во сите благодети. Life is Good во Холандија. Таму едно ноќевање ќе ве чини само $185. Се наоѓа на стара фарма во провинција. Она што го добивате покрај единствената соба се приватна теретана, соба за состаноци и сауна. Central хотелот во Копенхаген, Данска. Цената на едно ноќевање во овој хотел е $330. Сместен е во поранешен бордел веднаш над најмалото кафуле во Копенхаген. Не е премногу удобно, но делува симпатично. Во неговата единствена соба има брачен кревет, телевизор и супер ефтин мини бар. Што друго би посакале? Хотелот Друг во Амстердам, Холандија. Тој е во склоп на седиштето на дизајнерската фирма Друг, каде постои една единствена соба за изнајмување. Има целосно опремена кујна и бања, соба за состаноци и прекрасен поглед на градот. Каза Мани во Рим, Италија. Ноќевањето овде во зависност од годишната доба ќе ве чини од $960 до $1.500. Апартман изграден во палата од 17 век во средината на Рим, со поглед на градот од секој прозорец, вклучувајќи ја дури и бањата. Украсен со најфин порцелан и сребро, сопственикот поседува и фирма за производство на маслиново масло, па на заминување може да добиете едно шиче на подарок. The One Hotel во Камбоџа. Овде ноќевање ќе ве чини само $160. Единствената соба ви е поделена на два дела и во неа имате туш, кревет и ексклузивна тераса на покрив. Вистинско луксузно уживање. Хавенкран ван Харлиген во Холандија. Овде е единствено ноќевање со единствена цена од $438. Имате приспособена бродска внатрешност, каде од секоја страна имате различен поглед на градот Харлинген. Почитувани, тука некаде е крајот на ова издание на емисијата Нов ден. Мора да напоменам дека за жал ова е последното издание на емисијата во оваа сезона. Во меѓувреме ви предложувам да си поминете едно убаво лето, да се релаксирате и секако да следите некои од советите кои што ги слушнавте во Нов ден. Се гледаме во некоја наредна прилика. Пријатно!